Второ издание на Дневникот на К3 во 16:30. Добар ден. Ова се насловите кои ги издвоивме. Велики петок е денот на Христосовите страданија и најтажниот ден во годината. Македонија пета најмалку задолжена земја во Европа. Државниот долг бележи намалување од 38 на 36,5%. Словенија под снег, повеќе семејства одсечени без електрична енергија. Нова средба меѓу Куманови и Работнички во четвртфиналето од плејофот. Останете со нас, започнуваме по рекламите. Добар ден, Дневник на К3. Православните христијани денеска го одбележуваат Велики петок, денот на нестрогиот пост кој освен Велики петок уште се нарекува и Распет петок, зашто на тој ден е распнат Исус Христос. Но овој ден во сите храмови се изнесува на поколение плаштеницата што го символизира симнувањето од крстот на телото Господово. Велики петок наспротив вообичаеното одбележување на верските празници со свети литургии и принесување на така наречената бескрвна жртва се празнува со читање извадоци од Евангелијата, од делот која опишува неделата на страдањата на Синот Божи. Според преданието, Христос починал на крст во 6-тиот час на денот, а завесата на Ерусалимскиот храм во истиот тој час се преполовила, сонцето се замрачило, мртвите останувале од гробови, а сите звона се распукале. Од тогаш на Велики петок бијат дрвени звона, а камбаните не звона до недела, кога првпат ќе ја огласат радоста на Христовото воскресение. Одлуката за погубување на Христос на Велика среда ја донело еврејското црковно собрание, а тој бил пронајден и уапсен кај Гецеманската градина по тајната вечера, ноќта помеѓу Велики четврток и Велики петок. По импровизираното судење Христос бил изведен пред Понти Пилат, римскиот намесник за Јудеја, кој го предал на народот, кој па го осудил на смрт. Откако ја изрекол пресудата, Понти Пилат ги измил рацете и им се обратил на насобраниот народ со зборовите: "Јас не сум виновен за смртта на овој праведник." Разгневениот еврејски народ кој го барал Христовото распнување и смрт извикал: "Крвта негова на нас и нашите деца." Потоа со венец од трње на глава Христос го носел својот крст до гридот Голгота, каде што е распнат и каде пред да испушти душа, побарал прошка од Бога за своите джелати, извикувајќи: "Оче, прости им, зашто не знаат што прават." Времето на смртта и симнувањето на телото Христово од крстот во црквата се одбележува со вечерно богослужење и посебен ритуал на изнесување на покровот на посебно украсена маса пред олтарот, кој го символизира гробот на Христос. Потоа 3 пати се обиколува црквата со покривката што го символизира Исусовото погребување придружено со звуци на тропала. Црвената прекривка на која се извезени слики од Господовото страдање стои пред олтарот и се целива до денот на неговото воскресение. Обичај е на тој ден да се вапцаат великденски јајца со црвена боја, која со символичка смисла ја представува невино пролеаната крв на Христос. Според христијанското учење, страдањето му претходи на воскресението, а без страдање и смрт нема воскресение. Православниот канон за Велики петок предвидува строг пост со вода. Многу верници на овој ден не јадат ниту пијат до зајди сонце. За овој ден црквата пропишува најстрог пост, денот да помине без јадење и пиење, во знак на таговно сеќавање на настаните од онаа време. Покрај постот на денот на христијанската жалост не се работи по дома, ниту на поле. Христовото воскресение е основа на спасението. Тоа е најголемиот и најрадосен настан во историјата. Иако има ден за радување меѓу сите денови, тоа е денот на Христовото воскресение. Ако има празник над сите празнувања, тоа е празникот над празниците Великден. Вели поглаварот на МПЦ господин Стефан во великденското послание до верниците. Најтешкиот ден во годината, денот на распнувањето и страдањето на смртта и погребението на Исус Христос, го одбележуваат христијаните кои го имаат прифатено сметањето на времето според јулијанскиот календар. Тогаш му рече Пилат: "Не слушаш ли колку сведочат против тебе?" И не му одговори ниту на еден збор, така што управникот се чудеше многу. А на секој празник Пасха управникот имаше обичај да му отпушта на народот по еден затвореник, кога што би го побарале.
Тогаш тие има еден прочуен затвореник по име Варава, и кога се собраа, Пилат им рече: кого сакате да ви го пуштам, Варава ли или Исуса, наречен Христос? Воскресението е чудо над сите чуда, дар над сите дарови, благослов над сите благослови кои ни се дадени од небеста. Тоа е тајна на тајните која била чуена, видена и со раце допрена. Тоа е торжество над торжествата, објаснува свети Григорий Богослов. Затоа да се верува во Христа значи да се верува во воскресението и во единственото име кое спасува. Стои во посланието кое го упати до верниците, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Поглаварот посочува дека годинава има двојна причина за радост. Во ова 2016 лето Господово одбележуваме 1100 години од блаженото упокојување на нашиот покровител на древната Охридска столица Свети Климент Охридски. 11 столетија тој молитвено се застапува за нас. Цели 11 столетија ни ја сведочи незалатната светлина на светото Христово Евангелие, грижливо не води и ни го осветлува патот кон царството на воскреснатиот Спасител и Господ. Голем број на обичаи и верувања се поврзани со еден од најголемите христијански празници, Христовото воскресение Великден. За традицијата и значењето на овој ден, кога се слави воскресувањето на Исус Христос, разговаравме со етнологот и кустос во музеј Куманово Анита Ѓорѓиевска. Великден е еден од најголемите христијански празници по Божиќ, ден кога се празнува воскресувањето на Исус Христос и се слави победата на животот над смртта. Неговиот датум е подвижен, но секогаш паѓа во ден недела или после полниот месец и пролетната рамноденица. За овој празник се врзани доста голем број на обичаи, верувања, гатања, се со една желба да се обезбеди среќа и здравје за семејството, благодет, здравје на добитокот и се во чест на природата, вели етнологот Анита Ѓорѓиевска, раскажувајќи за значењето и обичаите кои постојат кај народот за Великден. Овој празник во себе содржи и црковни елементи, нормално и елементи кои се поврзани во чест на култот на природата, како што кажав, зеленилото и јајцето, кој што е еден од главните символи за празникот Великден. Јајцето е символ на животот, на крвта на Исус, на плодноста и содржи магиска и апотрофејска моќ. Велики четврток е ден кога се вапцаат првите јајца пред изгреј сонце, додека Велики петок е најтажниот ден во годината, вели Ѓорѓиевска. По Велики четврток самиот ден ни го најавува доаѓањето на празникот со тоа што евидент денеска се практикува обичајот на бојависување на црвени јајца пред изгреј сонце. Домаќинката станува рано наутро и ќе бојадиса црвени 3 јајца, кои што ќе ги менува едното за Господ, за куќата и за домаќинот. Ќе ги стави нормално пред иконата и ќе верува во неговата магиска моќ, ќе го чува една година пред икона, дека ќе му донесе јајцето на семејството, здравје, среќа и беричет во куќата. Нормално тој ден, Велики четврток, е и ден кој што се споменува, кој црквата го споменува во подсетување на тајната вечера во чест на причеста. Велики петок, да почнеме значи вака поред, Велики петок е еден од најтажните денови за овој празник, бидејќи и сами знаеме дека тој ден е распнат Исус Христос, така да и црквата овој ден го одбележува на еден символичен начин, со еден импровизиран закитен гроб од црквата, на кој што верниците попладнево или преко дента нормално ќе додат и му се поклонат на гробот и ќе остават црвено јајце за среќа и за здравје на своето семејство. Богата празнична трпеза е неизбежен дел од празнувањето на Великден. Се подготвува од се по нешто. Ѓорѓиевска го честиташе празникот на сите верници и посака пред се здравје и мир, добри и убави мисли, да исчезне лошото и омразата меѓу луѓето и никогаш да не се загуби вербата во животот. Со дводневната работилница посветена на великденските обичаи и традицијата поврзана со чествувањето на големиот христијански празник Великден, во организација на локалната установа Градски музеј Крива Паланка започна активностите од годишната манифестација Великденска традиција 2016.
Трета година поред Кривопаланичкиот музеј организира манифестацијата Великденска традиција, која има за цел зачувување на традиционалните вредности и на дополнување на великденските празнувања. Соработилници посветени на обичаите поврзани со овој голем христијански празник, кој повозрастните им ги пренесоа на помладите, беше отворена годинашната манифестација. Научивме како да ги украсуваме јајцата со украси. Со што се украсувавте, што се ставивте на вашите декорирани јајца кои што ќе се надпреваруваат на манифестација? Најпрвен ги бојадисувавме со разни бои, а потоа со темпера и со украси. Ние јајцата ги украсивме со темперни и водени бојци. Интересно ли е, го правите ли ова и дома или само овде на работилници? Па засега само овде, иначе ние ги украсивме и со ленти, со некои украси и така. Работевме со темперни бојци, со лакови, со украсни работи. Беше ли интересно, се дружевте ли, научивте ли нешто ново? Да, научивме и многу ми беше интересно. Така, каква е традицијата за Великден? Дали дома помагаш кога мајка ти ги бојадисува јајца? Да, јас многу сакам да помагам кога мама ги бојадисува јајцата. Традицијата на овој празник е важно црвената боја за јајцето. Се става тревки, така се шарат јајцата, се учат децата, од постарите се учат и така. Така, денес во кои техники, на кој начин ги научивте да бојадисаат јајца? Вржување на тревки. Прекрасно е чувството да имаш ваква баба која те учи на традиционалните значајности, обичаи, поготово за овој празник Великден. А ние ги бацуваме јајцата само на Великден и првото јајце го ставијамо го на Ѓурѓевдан у вода и кад станемо со вале рано, децата било кој пипа му ги по лице за да бидат убави, бели, сите поред. Ние јајцата ги украсивме со боља, со светки, со лъски, со лакови. Беше ли интересно? Да, многу. Централниот настан на Великденска традиција 2016 ќе се одржи на вториот ден Великден, понеделник 2 мај, пред платото на градскиот музеј со почеток во 11 часот. Манифестацијата е поддржана од локалната самоуправа на општина Крива Паланка, а организаторите ги повикаа сите паланчани да учествуваат во изборот за најубаво украсено великденско јајце, најубава рачно изработена декорација со великденски мотиви и во надпреварот за најцврсто јајце. Декоративните изработки ќе бидат достапни за продажба, а средствата ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Присутните ќе можат да дегустираат и солени и сладки великденски специјалитети. Богатите великденски трпези се најчеста причина за прејадување кој може да предизвика здравствени потешкоти. Да не се претерува со конзумирање на великденски јајца и храна од животинско потекло, но и да се избегнува масна храна во комбинација со црвено вино, да се конзумира почесто, но помалку храна, препорачуваат лекарите. Внимателно со храната од богатите великденски трпези, бидејќи по неколку неделните пости наглото прејадување може да има сериозни последици по здравјето, апелираат докторите. Пациентите со срцеви заболувања да избегнуваат масна храна, а оние со дијабетес да не консумираат сладки работи, да не се претерува со консумирањето на великденските јајца и храна од животинско потекло, да се консумира почесто, но помалку храна, препорачуваат лекарите. Па овие празници сега што идат, може да кажеме како тешки празници, со обзир да се премногу јаде, се јаде секаква храна, мрсна, салати, благо, се меша храната, солено, благо, кисело. Така да ведено општа препорука би било да се избегнуваат мрсни јадења, салатите да се мијат убаво, да се конзумира може почесто, по помалку храна, да не се претерува во оброците. Лекарите апелираат до верниците за големиот христијански празник Великден да не претеруваат и со алкохолот, бидејќи како што велат нивните тимови најмногу работа имаат по прославата во раните утрински часови. Посебно е зголемено при празниците, верските празници, после идат исто на албанската популација, така да и тогаш имаме зголемен број. Еве сега христијанскиве празници, како Великден, исто може да се очекува зголемен број.
Министерството за здравство ги потсети граѓаните на вообичаените препораки за умерено консумирање храна и алкохолни пијалоци и за време на првомајските празници, со цел избегнување појава на здравствени потешкоти. Возењето во алкохолизирана состојба е забрането и опасно по животот на самите возачи, нивните сопатници, а представува потенцијална опасност за сите останати учесници во сообраќајот. Совесно и одговорно однесување ќе овозможи пријатно и мирно одбележување на празниците. Во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово од вчера вечер е отворена изложбата на дела од скопскиот уметник Новица Трајковски, насловена како Од очите на ангелот. Почитувачите на уметноста токму во празничниот период ќе имаат можност да погледнат слики на христијанска тематика. Инаку изложбата е реализирана со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија. Пошироката ликовна публика од Куманово во празничниот период ќе има можност да ја погледне изложбата на ликовни дела од скопскиот уметник Новица Трајковски. Изложбата со наслов Од очите на ангелот содржи 33 слики во техника акрил на платно и медијапан. Преку овие остварувања на црковна тематика, авторот посегнува по бегство од материјалното кон духовното. Библијата е накратко раскажана преку Христовите години. 33 години и тука се представени 33 светители. Значи, почнувајќи Библијата од Стариот Завет, таму се старозаветните пророци, од десната страна и од левата страна се новозаветните светители. Централниот дел секако е на Господ Исус Христос, Пресвета Богородица, Јован Крстител и архангелите. Поводот за сликањето на овие ликови е малце да избегаме од материјалниот свет. Или поточно да се најдеме во место каде што сме најбезбедни и најсигурни. Трајковски се вбројува во кругот на автори кои перманентно подсетуваат на богатата традиција на остварени врвни сликарски дела од средновековниот иконопис, секако интерпретиран со личниот и специфичен сликарски сензибилитет и техничка изведба на самиот автор, ке констатира Роберт Цветковски, историчар на уметност. Трајковски е дипломиран ликовен уметник, член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Зад себе има над 40 на самостојни изложби во и надвор од земјава, како и многу групни изложби, проекти и колонии од државен и меѓународен карактер. Изложбата се реализира со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија. Во духот на христијанството, големите празници се повод да им се помогне на понемоćните. Во таквата мисија, младите волонтери при Кривопаланичкиот Црвен крст постојано се вистински пример за хуманост и солидарност кон своите сограѓани од социјално ранливите категории. Овој Великден посреќени ќе го дочекаат 6 кривопаланички семејства од социјално ранливи категории, на кои во изминатиот период им беше доставена директна помош обезбедена од младите волонтери од Црвениот крст. Во рамки на проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, младинците преку обуки и истражувања на терен и конкретни активности од идеја до реализација обезбедија помош на вкупно 32 корисници, односно 6 семејства од Крива Паланка и Ранковце. Во нашата општинска организација вкупно беа опфатени 32 корисника на кои беше помогнато. Ние организиравме разни активности со кои макотрпно работевме и на крај мислам дека трудот се исплатеше. Организиравме хуманитарна театарска представа Сомнително лице, хуманитарен фолклорен концерт, организиравме исто така и продажба на честитки за 8 март. Тоа беа само дел од активностите кои младинците успеа да ги реализираат во текот на овој циклус.
Театарска представа, фолклорен концерт, подготовка и продажба на честитки и палачинки се само дел од активностите на волонтерите кои не ги штедеа своите сили за да им овозможат задоволување на основните животни потреби на своите сограѓани. Волонтерите, иако млади, демонстрираа високо ниво на одговорност. При тоа заблагодарувајќи им се на сите кои се одзвале на апелот за хуманост. Откако завршивме со активностите, ПХВ тимовите излегоа на терен и со собраните средства успеа да обезбедат храна, покуќнина, облека, обувки, хигиенски средства и како покарактеристично би го издвоил тоа што вклучивме електрична енергија во едно семејство кое 5 години живееше без неа. Проектот на општинската организација Црвен крст се реализира традиционално со цел на младите од 13 до 17 годишна возраст да им се промени дневната рутина и да се поттикне нивната социјална вклученост и одговорност преку промоција на културата на солидарност, мир и толеранција. Кумановскиот Црвен крст ја одбележа неделата на солидарност под мотото "Вашиот прилог значајна помош". Во рамките на неделата Црвениот крст организираше собирни акции со цел да се побуди чувството на хуманост, солидарност кај граѓаните, посебно кај младата генерација и да се обезбеди соодветна помош за најранливите категории на население. Кумановскиот Црвен крст започна со поделба на пакети за најранливите категории во Куманово. Средствата за овие пакети се собрани од неделата на солидарност која се одбележува во третата недела од април. Во акцијата граѓаните и компаниите можаа да донираат храна, облека, обувки, средства за хигиена. Се одржа неделата на солидарност, беа соберени парични средства за правење на 20 пакети за социјално загрозени семејства во општина Куманово. Се одржа минатата недела, значи од понеделник до недела. Во текот на неделата на солидарност се организираше и акција од куќа до куќа во која волонтери на општинските организации на Црвен крст ги посетија граѓаните и компаниите во нивните домови кои можеа да донираат средства според нивната желба и можност. Средствата ќе бидат донирани за семејства во општина Куманово кои се социјално загрозени, кои не можат да си приуштат храна, хигиенски пакети, облека. Имаме соработка и со Центарот за социјална работа, или со нив, или оние корисници кои ги имаме ние во нашиот регистар. Годинава неделата на солидарност се одржа под мотото "Вашиот прилог значајна помош". Целта е подигање на свеста на населението за помош и поддршка на ранливите категории, за социјално загрозените лица, старите лица, лицата со посебни потреби. Во акцијата се вклучија и предпријатија и граѓани. Заедничката акција е дел од активностите на Националниот ромски центар во рамки на проектот Адекватно домување за роми. Акцијата се спроведува во 9 општини и има за цел поттикнување на граѓанско учество на локално ниво за хуманизација и урбанизација на населби во кои живеат роми. Акцијата за застапување вклучуваше барања од граѓани за промена на јавни политики за адекватно домување и урбанизација на локално и национално ниво. Во рамките на проектот, над 2000 граѓани биле информирани за правото на адекватно домување, нивните права, обврски и улога. Околу 1000 жители на урбани заедници ги поддржале локалните акции за застапување во врска со реални потреби на граѓаните во насока на подобрување на стандардите за живење. Според проценките на Националниот ромски центар и останатите организации, околу 200 луѓе од целиот регион го пропуштиле рокот во 2011 за поднесување на барања за легализација од различни причини, или не биле информирани, или пак не биле во Македонија, а околу 500 луѓе не доставиле геодетски елаборати за легализација. Што се однесува до општина Крива Паланка, голем број на роми немаат воопшто поднесено барање за легализација, а дел од оние кои што имаат поднесено се уште немаат добиено одлуки. Во општина Куманово во населбата Средорек, иако има 300 подносители на легализација, нема досега ниту едно решение за легализација од 2011, иако има голем број на комплетирани предмети со поднесени елаборати. Особено не се постапува кога треба да одлучува советот на општината. Населбата нема пристап до инфраструктура во сите делови, не е опфатена со урбанистичко-планската документација за домување.
Граѓанските организации препорачуваат општините засилено да работат на постапка за легализација, особено кога постапката е прекината и по службена должност е доставено барање до Советот за одлучување за усогласување на намени или проширување на планскиот опфат, да се засили службената комуникација помеѓу општините и катастарот, да се почитуваат законските рокови, да се вклопат легализираните објекти во урбано-планската документација и да се урбанизираат, хармонизираат и уредат просторот на ромските населби. Македонија е пета најмалку задолжена земја во Европа. Повеќе задолжени од Македонија се Данска, Шведска, Финска, Холандија, Германија, Австрија, Велика Британија, Франција и други развиени европски економии. Со државен долг од 36,8%, Македонија е пета најмалку задолжена земја во Европа. Во првиот квартал од 2016 година, државниот долг на Македонија бележи намалување од 38% на 36,8%, додека јавниот долг од 46,5% на 45%, се наведува во соопштението од Министерството за финансии. Повеќе задолжени од Македонија се Данска, Шведска, Финска, Холандија, Германија, Австрија, Велика Британија, Франција и други развиени европски економии. Што се однесува до земјите од регионот, те имаат двојно и повеќе од двојно поголем долг во однос на Македонија. Во однос на тврдењата на дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов дека се направени манипулации во пресметката на долгот, од Министерството за финансии подсетуваат дека ова методологија на пресметка врз база на проектиран БДП се користи од 2002 година, односно кога министер за финансии бил од Социјалдемократскиот сојуз. Не е точно дека никаде не се користи таа методологија, туку е различна од земја до земја, се додава во соопштението. Како што истакнуваат од Министерството за финансии, на крајот од секоја година се врши усогласување на јавниот долг со остварената стапка на раст на бруто домашниот производ. Така беше и во 2015 кога стапката на долгот беше намалена, бидејќи растот на БДП ги надмина очекувањата. Обилниот снег кој што ја зафати Словенија 10.000 семејства остави без електрична енергија. Канада, полицијата уапси 80 луѓе во акција против детска порнографија. Обединетите нации, во конфликтот во Украина досега загинале над 9300 луѓе. Советот за безбедност на Обединетите нации до Пјонгјанг. Очекувате одговор. Свето денеска. Поради обилниот снег во Словенија 10.000 семејства се без електрична енергија, од кои поголемиот дел на подрачјата на Љубљана и Дравоград. Снегот предизвика проблеми во сообраќајот, при што се регистрирани поголем број сообраќајни несреќи, а има опасност од снежни одрони. Метеоролозите најавуваат подобри временски услови, но и задржување на ниските температури. Се уште паѓа снег во некои делови од Словенија. Поголемиот дел од државата е под снежна покривка од околу 25 сантиметри, а во планинските предели има околу 40 сантиметри. Полицијата во Онтарио, Канада, соопшти дека уапсила 80 луѓе во рамки на масовна истрага за детска порнографија на интернет, јавуваат локални медиуми. Против нив се подигнати обвиненија за сексуални напади, поседување, производство и дистрибуција на детска порнографија. Полицијата соопшти дека досега се идентификувани 20 жртви на порнографија. Канадската полиција во таа акција соработувала со Американското министерство за внатрешни работи. На 9300 луѓе се убиени, повеќе од 21.000 се ранети од почетокот на конфликтот во Украина во април 2014 година, соопшти Обединетите нации. Бројот на жртвите во конфликтот продолжува да се зголемува, изјави помошник генерал секретар на Обединетите нации за политички прашања, Таe Брук Зерихун на седница на Советот за безбедност на Обединетите нации. Тој додаде дека во изминатите недели борбите се на ниво невидено од август 2014 година, кога судирите биле најжестоки. Упати повик завојуваните страни да ги запрат војните акции и да обезбедат достап на меѓународната набљудувачка мисија. Советот на безбедност на Обединетите нации ја предупреди Северна Кореја да очекува одговор откако изврши 2 проби за лансирање балистички ракети од среден дострел. Советот одржа итни консултации за затворени врати откако Северна Кореја изврши 2 неуспешни проби за лансирање балистички проектили од среден дострел. Јапонскиот амбасадор Мотохиде Јошикава истакна дека сите 15 членови на Советот за безбедност едногласно го осудиле последното лансирање ракети на Пјонгјанг. Во
Во домашниот кошаркарски шампионат вечерва се играат две средби од четвртфиналето. Во Градски парк работнички по гостинската победа го пречекува кошаркарскиот клуб Куманово за продолжение на серијата до 3 победи која пред средбата израмнета на 1-1. Фени Индустри пак со водство од 2-0 гостува во салата 26 април каде Кожов ќе се обиде да ги запре во трката кон полуфинале. Двата надпревара се играат со почеток од 19 часот. Во салата во Градскиот парк во Скопје екипата на работничкиот како направи брег во Куманово и анулираше стартната негатива, вечерва ќе има можност да дојде и до предност од 2-1 во победи во серијата подобар до 3. Кумановци беа со тројца поединци со двоцифрен ефект во претходниот дуел и ќе биде потребно да се искористи целиот потенцијал на клубот за да победат на гости за предност во четвртфиналната серија. Куманово беше фаворит пред двобоите со работнички, како и да е најтрофејниот македонски клуб е во одлична позиција да победи и поведе со 2-1. Шанса за пласман во полуфиналето има кавадаречки Фени Индустри, тим кој во дуелот со Кожов, на кого му гостува вечера во Гевгелија, има водство од 2-0 во победи. Со евентуален триумф Фени Индустри ќе се пласира во полуфиналето, каде за противник ќе го има актуелниот шампион МЗТ Скопје. Двата надпревара во Скопје и Гевгелија ќе започнат од 19 часот. ЖРК Куманово денеска во салата на основното училиште Христијан Карпош во Куманово ќе го вгости Вардар Јуниор во надпревар од четвртата рунда од вториот дел од првенството. Во регуларниот дел од сезоната Вардар два пати беше подобар во дуелите со Куманово, така што девојките се подготвени за реванш. Мотивот е подобар гол ефект од Битолски Пелистер за да го заслужат четвртото место кое што возможува настап во европските надпреварувања. Дуелот меѓу ЖРК Куманово и Вардар Јуниор е од 18:30, а ќе можете да го следите на К3 телевизија. Македонскиот представник Вардар по поразот од 3 разлика на домашен терен во сабота му гостува на Веспрем во рамки на четвртфиналниот надпревар во ракометната Лига на шампиони. Прв полуфиналист кој што обезбеди сигурен настап на Final Four турнирот кој оваа година ќе се одржи во Келн е полскиот Киелце. Нашиот машки ракометен првак Вардар в сабота ќе игра против Веспрем во Унгарија во реваншот од четвртфиналето од Лигата на шампионите. Црвено-црните пристигнаа во Веспрем каде ќе имаат 2 дена за одмор и подготовка за надпреварот. По поразот во Скопје од 29-26 за пласман на Final Four во Келн, на нашиот првак му е потребна победа од 4 или од 3 разлика, но при тоа да не прими повеќе од 25 погодоци. Повредените Лазаров и Деревен се враќаат во комбинација за настап и ќе бидат во тимот на Вардар за гостувањето во Унгарија. Според информациите, сите играчи се подготвени за игра, така што сега е на Раул Гонзалес да одлучи на кого ќе смета за надпреварот против Веспрем, на кој треба да падне одлука за пласман на Final Four турнирот. Вилјареал со 1-0 го победи Ливерпул во првата полуфинална пресметка на Ел Мадригал, меѓународен спорт. Фудбалерите на Ливерпул синоќа на Ел Мадригал го доживеа првиот пораз на европската сцена сезонова. Вилјареал славеше со 1-0 со голот во 92-та минута на Адриано, стекнувајќи се со минимална предност пред реваншот. Одлуката Даниел Старич да не добие ниту една минута на првиот полуфинален надпревар во Лига Европа донесе многу коментари во англиската спортска јавност, но ако тоа беше топ тема до полувремето, после тоа фановите на Ливерпул се прашуваа зошто Клоп реши да го повлече Кутињо на паузата. Кошаркарите на Црвена звезда со победа ја започнаа финалната серија против Мегалекс во рамки на регионалната АБА лига. Актуелниот бранител на трофеот во АБА лигата Црвена звезда синоќе пред своја публика во Белград го совлада тимот на Мегалекс со 95-88 за водство од 1-0 во победи во серијата подобар од 5. Мајк Цирбе со дабл учинок од 17 поени 12 скокови, како и Квински Милер кој на 17 поени придодаде 6 асистенции, беа најзаслужни за оваа победа на црвено-белите. И вториот надпревар ќе се игра во Белград веќе во сабота 30 април од 20 часот, пошто серијата се сели во Сремска Митровица. Македонскиот центар Пероанти ќе се подобар во завршницата на сезоната, па по одличната партија во неделата против Анадолу Ефес, добро се представи на гостувањето кај Трабзонспор, каде неговиот Фенербахче славеше со 95-77. Перо беше прв скокач на средбата со 7 скоковиот за своје име запише 12 поени и 2 асистенции.
Кошаркарите на Атланта Хокс славија во Бостон со 104-92 во шестиот надпревар од четвртфиналната серија на Истокот. Бостон мораше да брка победа за мајсторка, но тоа не се случи. Домаќините беа немоćни скоро во текот на целиот надпревар. Не им помогнаа ниту 25 поени на Томас, кој имаше 10 асистенции и 8 скока. Хорофорд уфрли 15 поени, запиша 4 скока. Безмор исто така постигна 15 поени. Времето во Македонија претежно облачно со повремен слаб дожд, особено претпладне. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен и југоисточен правец. Тоа беше се што подготвивме во ово издание на Дневникот. Останете со програмата на К3, пријатно попладне.